Како да се справи новинарството, медиумот со овој притисок на политиката и со тоа што голем дел од јавната комуникација веќе не е обликувана од медиумите, туку од други актери кои што информираат или дезинформираат во јавниот простор. Фалемдерит Петрит, благодарам Петрит. Добар ден на сите, медита G2. Останувам на тоа секоја буква што сум го напишала. Значи, моите мислења околу оваа тема од прилика може токму така да се сублимират со насловот дека политиката ја поддржува слободата на медиумите со изјави, а во реалноста го прави спротивното. На денот на слободата на медиумите сите бевме сведоци дека социјалните мрежи беа преплавени од честитки од политичките партии кои се изјаснуваат дека се за поголема слобода на медиумите, што подразбира овозможување на доволните услови и општественото политичкиот амбиент во кој новинарите би ги извршиле нивните професионални задачи. Имавме дуи, рекоа дека вратите ќе бидат отворени за секој новинар или медиум, дека ќе ја почитуваат критичката мисла, додека во СДСМ рекоа дека слободата на изразувањето е движечкиот мотор кој придонесува за анализа на одлуките кои ги донесуваат. Треба да се прифати дека објективно владата и институциите покажале поголема транспарентност за разлика од минатото, но односите меѓу власта и медиумите се далеку од одлични. Ова го потврдува и извештајот што го спомнавме уште на почетокот на меѓународната организација Репортери без граници, во кој Северна Македонија по слободата на медиумите се наоѓа на 38-то место од 180 земји, што подразбира дека состојбата е добра, односно задоволителна, а во 2016 бевме на 118-то место. Но која е вистината околу слободата на медиумите? Партиите на власт изгледа се за слобода на изразување и на медиумите, се додека не им се загрозува нивната политичка позиција и не им се постават тешки прашања, секако што се легитимни и во име на јавноста. Не се ретки случаите кога новинарите наидуваат на затворени врати кај институциите или кај нивните раководители или нивните представници, дури и кога не им се поставуваат прашања кои ги стават на стесно. Зашто најголемиот проблем е секогаш кај тешките прашања. И портпаролите на партиите или институциите некогаш не отварат телефони или не одговарат на телефонските пораки на новинарите. Не е мал бројот на институциите кои немат портпарол или може да имат портпарол, но никој не ги знае или не се појавуваат воопшто во јавноста. Се случува политичките партии на молчалив речен начин да бойкотират одредени медиуми, одбивајќи учество во дебати или поставувајќи услови од типот не сакаме со ова или со она политичка партија, не сакаме со овој или со оној аналитичар. Кога сум ја водела емисијата, значи цели полни 7 години, сум имала само еден услов, а тоа сама да ја концепирам и да нема забранети листи или така наречена црна листа, и тоа ми се исполнило. Сите тие години само сум одличила за темите, за форматот на емисијата, дали ќе биде интервју, дали ќе биде дебата, за гостите, за прашањата, за се. Секако дека имало тенденции секогаш од политиката за да се влијае врз емисијата, но сум се справила со тоа. Во емисијата нема партија која не учествувала и нема висок функционер кој не бил гостин и кој не се соочил со најтешките прашања. Можеби не им се допаднало тоа, не можеби, туку сигурно не им се допаднало, но барем мене ми имаат кажано дека се отворени за сите прашања и не им пречат директните прашања, без разлика која политичка партија било во прашање, дали опозиција или дали власта. Еден ден и во Северна Македонија новинарите треба да престанат да размислуваат и да действуваат како политичари, а политичарите треба да престанат да мислат дека новинарите треба да ни бидат во нивна служба. Зашто сите мора да признаеме дека политиката секогаш се обидува и ќе се обиде да влие врз медиумите, врз новинарите,
И за жал некои тоа го дозволуваат со затворени очи, а некој влијанието го прифаќа дури како чест и се фалат и се радуваат што биле блиски со овој или со тој функционер, со една или со друга политичка партија. Се зависи како се поставуваме и самите ние новинарите. Додека некој дозволува, некој се бори да ја зачува професионалноста. Не се сите новинари исти. Некои од колегите дозволуваат влијанието да биде уште дури и поголемо и потоа се создава впечатокот дека сите новинари се продадени, се платени, се рекетари и така натаму. Значи пак истакнувам, политиката е иста горе-доле, бидејќи целта секогаш била и ќе биде да влијаат, ама новинарите не сме исти. Благодарам многу за ова воледно излагање.